Градот Скопје конечно ги даде на увид краткорочните и долгорочните планови за намалување на загаденоста на воздухот. Откако внимателно ги разгледавме, можеме да констатираме дека дел од предложените мерки се коректни, но дел и не одговараат на поднебјето на Скопје. Можеме да констатираме и дека странските консултанти кои што ги изработуваа овие документи за градот, конечно го натераа Гоце Трајановски да признае дека нема направено ништо за намалување на загаденоста на воздухот. Исто така, планот за подобрување на квалитетот на воздухот во агломерација Скопски регион исто така потврдува дека предлог, мерките и политиките кои што СДСМ и коалицијата долго време се обидуваат да му ги наметнат на Гоце Трајановски беа апсолутно издржани. Сепак, главниот проблем останува. За спроведување на овие мерки потребни се пари. Пари кои што ниту градот, ниту пак државата ги немаат предвидено во своите буџети за 2017 година. Ништо, ама буквално ништо, од сето она што е предложено во овој документ не може да се спроведе согласно буџетот на градот за оваа година. И не само тоа, туку најголемиот товар за спроведување на мерките е на грбот на граѓаните на Скопје. Ова особено се однесува за најскапите мерки, кои согласно градацијата предложена од градот се со вредност од над 1 милион евра. Значи, за Гоце Трајановски е скапо да плати 1 милион евра за намалување загаденоста на воздухот, но во исто време не е скапо да плати 6 милиони евра за нови барокни фасади. За Гоце Трајановски не е ниту скапо, ниту проблем и најде пари да плати 20 веќе милиони евра за панорамско тркало. Само со овие пари, од овие две ставки, може да се спроведат 36, согласно градот, скапи мерки за намалување на загаденоста на воздухот. Драги скопјани, доаѓа крајот на владењето на Гоце Трајановски. Тоа ние, граѓаните на Скопје, јасно му го кажавме на последните парламентарни избори со поразот на неговата партија. Доаѓа нова и одговорна централна и локална власт, која навистина ќе помогне во реализирањето на овие, но и на многу други мерки за намалување на загаденоста на воздухот, не само во Скопје, туку и во другите градови во државата.